Здравје, утренци! Неколку дена не сме се видела и одма ми фалите. Нова година се ближи, верувам дека веќе на големо се подготвувате и денес јас, баш вака пред новогодишно, имам супер гостин. Не дека се фалам, само се ја кажувам вистината. Многу е млад, многу амбициозен, посветен на оно што го работи. Еден од најпопуларните тинејџери, јутубери кај нас во Македонија, има многу прегледи, многу верни фанови, меѓутоа не знам, некако останува приземен и она што е пред камерите и зад камерите. Можеби веќе знаете за кого станува збор, меѓутоа вака официјално да го најавам. Андреј прави влогови. Како си, Андреј? Супер, вие како сте? Супер. Вака некако новогодишно ни е украсено и амбиентот... Многу ми е во студио, само што влегов, одма се зачуи, зашто ова ми е втор пат на телевизија и баш ми е чудно дека не сум толку често на телевизија. Да, па и јас лично баш зборевме и зад камерите, мислам дека нема многу разлика од кога снимаш со камера YouTube видео. Па и нема, ама и има истовремено. Чудно е чувството пред телевизија, зашто те следи друга публика, не е твојата публика. А да. На YouTube знаеш дека твоите луѓе те следат, твојата фамилија. Да, тука се согласувам. Ајде да почнеме од почеток. Кажи ми, кога прв пат застана пред камера и фактички како се реши да отвориш YouTube канал? Пат кога застана пред камера, мало бев, пред 10 години мислам така нешто. Мислам како за YouTube видео. За YouTube видео, да. Братовчет ми снимаше тоа како кратки филмчиња и ме ставаше мене како Анде, ти си маличок, глуми го ова, зашто сум мал. И се глупивавме пред камера и со тек на време ми се засвиѓа тоа. Ко креирање на приказна, да го едитнеш, да го монтираш, да го споделиш со останати луѓе и решив да почнам мој канал. Ама на англиски почнав прво. Да, не знам кога знаеш ова, ама на англиски почнав прво. Баш овој дел не го знаев. И после со тек на време видов дека има македонска сцена и на неј за сад да почнам да се представам кој сум и шо сум. Ме интересира дали кога започна, нели, го отвори YouTube каналот, почна да снимаш видеа, дали тргна со намирата дека сакаш професионално да се занимаваш со YouTube или? Немаше никаква таква мисла, затоа што не знаеш што правам во тој момент. Само знаев дека креирам тоа што сакам, со љубов, и бев сеќан дека го правам тоа, зашто правев видеа и им ги покажав на моите. И тие кога се смеа, мене им беше доволно. Да. И си реков, ајде да споделам тоа. И со тек на време видов дека можеме еден ден пари да вадам од тоа, да се хранам сами од себе. Да. И решив професионално да одам и кон ова и сакав и професионално, ама истовремено и емотивно и уште го сакам како што почнав. Како ништо да не земам пари. Да. Не дозволувам парите како да ми го сменат начинот на контентот, на видеата. Значи има многу јутубери како да, сваќам, да. Да не правам се драма, да. Имаш 45.000 сабскрајбери, воопшто не е мала оваа бројка. Како успеа да го постигнеш овој успех? На почетокот ми требаше година само за 1000 сабскрајбери. Една година. Тоа е многу импресивно да го слушаш од некој. Мислам дека многу вака кога ќе им кажеш на луѓето дека многу тоа ги мотивира, затоа што реално една година е поприлично долг период за 1000 сабскрајбери, а веќе имаш 45.000, што значи со тек на време сега гледам сцената на YouTube се смени, само уште многу побрзо да кренеш сабскрајбери и тоа ми е мило, затоа што заедно со други јутубери работевме на тоа. Сцена да биде колку толку развиена и да однесеме на поголемо ниво. И е. Минатата година беше YouTube МКД шоу, што беше големо постигнување за сите нас кои јутубери. Имаше не знам колку луѓе, точна бројка оддавна беше забоев, ама цел бој секој снимала сала беше фул. Да, тоа знам дека беше навистина голем ивент за голем за Македонија, нели? За цела Македонија и за нас како YouTube сцена. Кој ти е досега најгледано видео? Баш тоа гледав дома, зашто знаев ќе ме прашате. Најгледано видео ми бил сега ми е... само не ме пресирајте, молам. Ми кажа дека ти е навика, ама немој. Навика ми е станато. Најгледаното видео ми е предизвици. Ми беше до сега бункерот на Тито, ама сега наједноставно предизвици не знаев јас. Сега го видов денес како тоа стана. Да, си викав, чека да проверам да не ме праша, не знам кој ми е најгледано. Викам, чека колку видеа имам, колку најгледани видеа ми се да си знам. Па епте си се спремал ти. Се спремав мора. Требаше ми кажеш да знам да така повеќе со бројки прашања. Добро што зашто бројки заборам, добро што нема толку прашања за бројки. Епа окей, Вајде да се надам дека нема. Дали имаш онака некој рол модел, некоја личност на која се огледуваш на некој начин, а да е јутубер? Па имав порано, ама сега немам баш. Порано ми беа како Кейси Најстет, Нига Хига, Смолаш и други такви јутубери што има хумор. Не само да се глупират пред камера и тоа да наречат хумор. Има хумор и тоа ми беше како рол модел, како идол, ама со тек на време сите јутубери како почна маца да се менјава, да вртат нов лист, како со спонзори, да бидат ептен како реклама само. И затоа сега немам никој како идол. Само себе се гледам и ја најдобро знам што е најдобро за мене.
сосема интересно кажано и воедно мислам дека ако така сите се гледаме себе си без нели да ете јас сакам да бидам пример како некоја позната личност, сакам да снимам такви видеа, така да изгледам пред камера, тогаш не си ти. Тоа си копија. Еве, например, зашто сакам да гледам македонскиот PewDiePie или македонскиот Jake Paul, тоа е копија. Биди ти, само твојот карактер да видам, твоите емоции, твојата визија и амбиции за ова што правиш. Да. Не ќе да видам некоја копија. Да, оригиналот секогаш е најдобрата верзија што можеме да бидеме од самите себе. И никој не може да биде како тебе освен тебе. Да, тоа го нема. буквално. Нека видат народот што можеш ти да направиш. За да се одржуваш на нивото на кое веќе си, тоа е поприлично високо ниво, морам да признам, но и воедно за да чекориш понатаму, потребен е континуитет на YouTube. Сега, нели, не снимаш секогаш една иста содржина, така да кажам, снимаш различно и тоа се многу идеи, Андре, зачи имаш толку многу видеа, од каде црпиш инспирација? Инспирација црпам од секаде, кај можам од таму. Во школа ќе ми текне видео за професорите да направам. Во автобус за пензионери. И цело време нешто мора да ме потсети како да направам видео. Го терам мозокот цело време да мисли на тоа. И со тек на време ќе ти стане рутина да смислуваш нови видеи кога не ќеш. И затоа можам сега немаше толку видеа период затоа што со школа малку сум кнап. Сите сме, сите, не знам, средношколци, дури ако немаш некои други обврски, школата сама по себе представува некоја тешкотија за нас. А посебно па доколку се занимаваш на нешто како што се занимаваш ти, многу со време сум фул ради школа, YouTube, приватен живот не ќе да оставам, другари, фамилија, брат ми. Иначе поздрав до брат ми, знам дека ме гледа. Дечкото без него немаше да успеам. И го знаеш? Имаш истражено, имаш истражено. Логично. Поздрав до Дамјан и Војдан. Војдан, да. Војдан, звездата на Андре Павлова. И за 10 години нема да биде Андре Павлова, ќе биде Војдан Павлова. Андре кај има жена и деца. Кажи ми, со овие многу прегледи што веќе ги спомнав дека нели спомнав веќе дека ги имаш, доаѓаат ти позитивни коментари, девојчиња лудуваат по тебе, те бркаат по улица. Меѓутоа ги има и оние, така да кажам, негативни. Како реагираш на нив? Не реагирам ни на негативни, ни на позитивни. Да, многу чудно. Ги поштувам и двете, затоа што ако премногу ги гледам позитивните, најдобро си, ќе си ставам у глава, најдобро сум, никој ништо не ми може. Што може егото многу да ми порасне, а второ негативните не ги гледам затоа што не биди ваков, биди таков, ќе почнам да се менјам за ме сакаат тие што не ме сакаат. Ако се сменам, тоа ќе ме мразат тие што ме сакаат. И затоа не ги... Ќе го вратам на YouTube ова за да го преслушам, ама во глобалата свати. Продолжи. И затоа не реагирам на ниту едни коментари, а премногу ги сакам моите фанови, премногу сум им благодарен затоа што се премногу верни. Мислам дека ја имам најверната публика, поздрав до нив која камера ме снима. Таа што свети црвено, да. Поздрав до нив, премногу ја сакам, фала ви за целокупната поддршка и што сте толку верна публика. Кој е Андреј зад камерите? Рековме дека си исти пред и зад камерите, меѓутоа да. Исто, нема друг лик, затоа што на YouTube сум јас и ја делам мојата приказна. И ги учам децата со тек на време како лекции, кај што јас сум сгрешил животов. Како сум се заебал дека... Ох, леле, ти па 17 години, па многу грешки си направил. Колку толку сум направил. Добро, нешто ајде за школа, нешто, некои така поситни грешки, верувам. Па не, има и поголеми грешки, што не треба за ајде да не навлегуваме во тоа. Ама како и да гледаш или да на некој начин ги научиш твоите фанови на нешто добро, нешто позитивно. Да, моето мото е љубов сеќа позитивност и секад ги требам. Забе зашто ми го одговори прашањето? Потоа ми беше дел од мини квизот што следи. А требаше да му ги давам прашањата однапред да се знае. Да, уживо сме, не можеме да ги сечеме кога на YouTube ќе осведиме. Сечи тука ќе осведиме. Што зборевме? Чекај, што беше прашањето отидовме? Океј, дали покрај YouTube-от имаш и некое друго хоби, освен истражување на напуштени возови и автобуси? Автобуси, бункери. Имам други проекти што сега се спремам како ново хоби, што маце и сега ќутам затоа што не ќам да знаат уште, прерано е, уште ги спремам тие проекти, ама знам дека 2019 ќе биде годината каде што ќе направам најголеми проекти и најкреативни. Многу ми е драго за тоа. И одвај чекам да искочат, да го споделам и со сите таму, а и моите дома да го видат тоа што сум работил на година. Да, и вака ми изгледаш на некој што сака да работи во тишина, меѓутоа сакаш нели успехот да направи бука, што се вели. Да. Така? Сакам да бидам тивок,
ама кога ќе мавне, да биде мавната и до Да, крај. буквално, онака, да сгази. Да сгази се пеце. Кажи ми, колку и дали ти годи популарноста, зашто ти сакаш или не да признаеш, ми рече затка ми рече не кажувате дека сум познат, меѓутоа не знам, само ја кажувам вистината, не измислувам. Популарноста ти годи ли, Андреј? Па ми годи, ама истовремено и не, затоа што многу луѓе као сакам да искочам, на пример бев минатиот викенд во Велес, отидов таму на журка и кога отидов сите ме гледаха како леле Андре пее влогови. Ја бев као не Андре пее влогови, смирете се само Андре. Јас сум Андре, не ќе да ме гледат као Андре пее влогови, зашто познат, непознат, сите на крај завршуваме на исти пат и сите сме исти. Да. И затоа бројките само може се виртуелна бројка. Така што стојат многу души позади нив, ама сепак е виртуелна бројка, не те у глава да ти влезе као ја имам толку бројки, подобро сум од тебе. Сите сме исти. Окей. Што сакам да прашам? Да, следува као неколку кратки прашања. Бе, што не излегуваш од дома? Телефон. Окей. Што е првото нешто што ти паѓа на памет кога ќе се разбудиш наутро? Цела работа што треба да направам и сакам да си легнам пака. Наброј три најмалку митапи на кои си бил. Пријеп, Штип и Скопје. Окей. Што најоткачено да сега имаш направено за видео? Ле. Ова е долга листа. Чекај. Треба побрзо да ги одговорам, така? Да. Што ми е најлудо нешто? Имам скокнат од прозор, имам влезено во бункер напуштен, имам испијано 1000 глупости што не треба да се испијат. И многу други лоши работи, сата видите, идете на YouTube, Андре пее влогови. Да, дефинитивно. И за крај, сингл или текон? Сингл сум. Сега со љубовта сум на втора линија, ќе ме почекам малку, ќе паузирам, сега повеќе сум посветен на фамилија, другари, друштво и работа. Да, и YouTube секако. YouTube мора секаде, да. Фала ти многу што дојде. Фала ви на вас. Многу ми беше, леле, ама за тоа вас. Значи не се никој до мене. Фала ти на тебе. Да. Ќе снимаме сигурно втор парт, затоа што дефинитивно си многу кул лик, многу интересен. Благодарам, исто и ти. Само нема тебе да не фрлиш нешто позај лаптопот. Ќе им посакаме на гледачите на Телма да си поминат убаво денеска каде и да одат. Дали можеби, не знам, на школа или на работа или дома ќе останете, сеедно. Имајте убав ден, воедно спремајте се за нова година, без разлика на тоа каде ќе ја поминете, дочекот на нова година сепак еден special day, нели кога преминуваме во нова година и имаме нови планови, нови желби, идеи и со нешта и стремете се секогаш да ги остварите, баш како што прави нашиот денешен гостин. Ова звучеше на крај како да сум нервозна, меѓутоа не воопшто не сум, баш напротив, многу сум расположена. Останете ми и вие расположени, а ние се гледаме во кој ден сме, вторник, се гледаме во четвртак. Чао!